да ви се заблагодарам што, како и секогаш сте тука кога треба во Стопанската комора. Ние продолжуваме со диалогот со најголемата наша партија, ВМРО-ДПМН. И тука денеска им посакавме добре дојде на председателот Мицкоски и на економскиот тим на ВМРО-ДПМН, со кој што имавме во изминатиот период постојани консултации. Денеска се обидовме да нешто од тие ставови усогласиме, нешто слушнавме и нови предлози и така натаму. Така да мислам дека тој тренд ќе продолжи. Јас знаете дека моите ставови ги изнесувам јавно. Вие знаете што се залага бизнисот во Македонија, особено Стопанската комора на Македонија. Тоа е наредните 10 години да бидат посветени на економијата приоритетно. Ние знаеме дека општеството не е базира само на економијата, знаеме дека е тоа составено од различни сегменти и сакаме сите да бидат нормално пред владата, подеднакво третирани и така натаму. Меѓутоа знаеме и што е бизнисот како основен кохезионен фактор што може да ни овозможи подобро утре и нас и на младите генерации. И мислам дека тука сме согласни и со председателот Мицкоски и со ВМРО-ДПМН дека треба да го направиме тој чекор и тој чекор треба да биде смел, храбар и да биде изоштрен, а не пун со компромиси кои што би можел да се сведе на една многу едноставна и проста реченица, а тоа е дека ние мора да сватиме дека во наредниот период, ако не го направиме тоа, ако не изградиме еден општ консензус за воведување и враќање на правната држава, за почитување на пазарните механизми, за тој пат по кој што одиме и кој што во своја основа ги има тие темелни вредности, за борба против корупцијата, за смалување на администрацијата, за давање приоритет на севкупната економија. Тоа не може да се постигне, ако не се направи тоа, не може да се постигне раст од 1% во економијата, затоа што тие се претпоставки за да дојде до тоа. Така да, нас совршено јасно ние ни сите овие борби, дека мораме да работиме на тоа, заеднички да ја поттикнуваме владата и да ја охрабруваме тоа да го направи, и политичките партии кои учествуваат во тоа, и на тој начин да практично создадеме услови за економски прогрес на државата. Во наредниот период фокусот на нашето действување ќе биде одговор на неколку прашања што се поставуваат цело време во бизнис секторот, а тоа е која е почетната точка на промените, од која што треба да се тргне, и тоа е прашањето дали ова не се повторување на секој 4 години на истите желботеки што сакаме да ги слушнеме, а во суштина не се остваруваат тие. На првото прашање ќе бидам десиден и јасен и ќе кажам дека ние како бизнес заедница сакаме да видиме промена на балансот и односот на комуникацијата, кој што мора да биде на високо ниво поставен професионално, затоа што се работи за пари, се работи за една специфична материја која што е во услови на конкуренција поставена на секаде и внатрешно и надворешно, и мора секој чекор кој што ќе го презема владата да биде така определен. Тоа значи дека секое чекање, секое заостанување, секое, да речем, двумење кај нас создава економски, односно парични негативни ефекти. И заради тоа бараме да брзината исто така биде еден од пресудните фактори, а исто така во делот на тоа каде да почнеме, од каде да почнеме, сите сме согласни дека тоа треба да биде образованието. Ама тоа образование резултатите ќе ги даде после 10-15 години. Нашето општество и луѓето не можат да чекаат, младите ќе се иселат. Почетната точка што сега мора да се направи според нас е да видиме кои се можностите на нашата држава, колку ние можеме да собереме пари,
во буџетот рационално да ги искористиме и да ги потрошиме и на тој начин да си ја пуштиме чергата колку што ни се нози. На таков начин со задолжување ги префрламе само проблемите на наредните генерации и така натаму и мислам дека не дава никаков резултат. Она што денес имав прилика да го слушнам со нашата екипа и од председателот Мицкоски и од тимот на ВМРО ДПМН зборува дека се оди во ова насока, особено кога разговараме за конкретните парања, кои што се врзани, вие ги знаете сите, низ овие години не пратите доволно, они измени кои што треба да се направат во управата за јавни приходи, во царината, кои што ќе го убрзаат нашето работење, она што треба да се направи со регулативата, со законите кои што чекаат 10-12 години не се уште донесени, со сите оние работи кои што можат да стварат предвидливост, а предвидливоста е основен услов за да бизнисот може да функционира онака како што треба. Има тука и работи за кои што имаме и дилеми и така натаму и ќе продолжиме да разговараме. Во секој случај, денеска имавме една и се уште трае една плодотворна средба, што ќе имаме и со другите политички чинители во Македонија и ќе ги изнесеме сите аргументи и сите наши сублимирано, професионално поставено, онака како што тоа сме го чинеле во изминатиот период. Поверите, председатели. Благодарам, председателя. За нас представува огромна чест и задоволство што денеска сме овде во Стопанската комора, каде што можеме да презентираме дел од програмата со која што ВМРО ДПМН и коалицијата ќе настапат на следните парламентарни избори. Се чувствуваме секогаш добре дојдени. Приемот од страна на председателот Азевски и на соработниците и членките во Стопанската комора секогаш бил на највисоко ниво. Би рекол, се чувствуваме како дома. И јас сум многу благодарен. Ценам дека изминатиот период имавме исклучително квалитетна соработка. Нормално политиката и бизнисот да имаат редовна комуникација, затоа што бизнисот е оној кој што ја движи Македонија напред, кој што ја развива, а ние како одговорна политичка партија, како најголема политичка партија во Македонија, сакаме да слушнеме од бизнисот кои се, би рекол, работите кои што треба да се променат, кои се пречките на кои што не идува бизнисот, кои се предизвиците кои што заеднички треба да ги решаваме, а ние како политички партии да помагаме во тоа. Очекуваме како ВМРО ДПМН и како коалиција да оствариме висок резултат на парламентарните и председателски избори, да ја формираме следната влада, а со тоа и програмата со која што сега настапуваме пред граѓаните да биде програма на следната влада. Нераскинлив дел од сето тоа е и бизнисот, стопанските комори, Стопанската комора и голем дел од сугестиите кои што беа дадени во процесот на креирање на таа програма се содржани во истата, а во иднина ќе бидат и дел од работата на идната влада. Се разбира дека тој процес е динамичен, не можеме ние од сега да знаеме што ќе се случува за 1-2 години, бидејќи не секогаш зависат работите само од нас. Ние сме дел од еден глобален систем и работите кои што се случуваат во тој глобален систем влијаат и врз нашата држава, врз Македонија и врз стопанството на Македонија. Но важно е да ги определиме главните правци, да нема отстапување од тие принципи, од тие вредности, од тие очекувања. Тоа е она што го очекува бизнисот од нас, политичарите, и од работата на владата. Ние немаме такви отстапувања. Она што го спомена председателот Азевски, дека представуваме често пати ние политичарите список на желби, а најчесто политичарите тоа не го реализираат. Ние во оваа програма имаме, би рекол, многу внимателен пристап. Направивме отприлика една проекција како би се развивал буџетот во следните 4 години, што е она што можеме да очекуваме
и колкав е оној простор со кој што може да располага фискален идната влада во делот на инвестиции и поддршка. Многу сме внимателни, би рекол конзервативни, на моменти и превнимателни, затоа што чуда се невозможни, а ние не сме чудотворци да ветуваме чуда. Секој некој што ветува чуда не ја говори вистината и се обидува да манипулира. За разлика од изминативе повеќе децении, ние сакаме овој пат на вистина да дадеме надеж, но надеж која што се темели на вистински и остварливи работи, а не надеж која што се темели на лага, која што многу брзо се распрснува и потоа тоа представува едно големо разочарување. А тоа разочарување резултира со напуштање на државата, одселување пред се на младите, бидејќи нема перспектива, нема стратегија, нема визија, нема иднина. И од тие причини имаме многу внимателен пристап и цениме дека како идна влада со овој внимателен пристап, со одлучна борба против криминалот и корупцијата, со применливи и остварливи мерки во економијата, со голем фокус врз образованието и пазарот на труд, обезбедување на основни услови за да можат нашите граѓани да веруваат во системот, ќе го оствариме она кое што го предвидовме и за кое што разговаравме со претседателот Азески и со неговите соработници, а тоа е Македонија да има еден динамичен раст, а со тоа и ќе ја вратиме довербата на граѓаните и зошто да не и оние кои што се разочараа и заминаа, да се обидеме да ги вратиме назад. Така што, еве да сумирам, благодарен сум што имавме можноста денеска да видиме овдека во Стопанската комора примени од страна на претседателот Азески и членките во комората и неговите соработници. И се надевам дека оваа соработка, да не речам сум сигурен, дека ќе продолжи и во иднина помеѓу идната влада на ВМРО ДПМН и коалицијата и Стопанската комора, и на тој начин ќе можеме заеднички да ги совладаме предизвиците кои што следат и заеднички да ја развиваме Македонија онаква каква што сакаме да ја видиме. Ви благодарам. Ако имате прашања, повелете, ви стоиме на располагање.